Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун наредил производство на повеќе ракетни мотори и ракетни глави. Ова денеска го објави Севернокорејската државна новинска агенција во веста во која немало остри закани кон Вашингтон. Предходно, американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ја пофали воздржаноста на Северна Кореја. По неколкуте недели на зголемена напнатост меѓу Соединетите држави и Северна Кореја, Тилерсон го пофали Пјонкјанг поради тоа што се воздржал од провокации и оцени дека тоа би можело да возможи да дојде до диалог меѓу двете земји. We have had no missile launches or provocative acts on the part of North Korea since the unanimous adoption of the UN Security Council resolution. Тилерсон оцени дека Северна Кореја покажала степен на воздржаност кој, како што рече, не бил виден во минатото. We hope that this is the beginning of this signal that we've been looking for, that they are ready to restrain their level of tensions, they're ready to restrain their provocative acts, and that perhaps we are seeing our pathway to sometime in the near future having some dialogue. Неколку часа по пресконференцијата на Тилерсон, Севернокорејската државна новинска агенција објави дека лидерот Ким Џонг Ун при посетата на Институтот за хемиски материјали побарал да се зголеми производството на ракетни мотори, на цврсто гориво, како и на ракетните глави. Во веста, како што оценуваат некои светски агенции, немало остри закани против Соединетите држави, како што било вообичаено во изминативе неколку недели. Северна Кореја од почетокот на минатата година изведе 2 нуклеарни проби и десетици ракетни тестови. Во јули годинава беа лансирани 2 интерконтинентални балистички ракети, што доведе до нова серија меѓународни санкции врз Пјонкјанг против неговите напори да произведе нуклеарни ракетни глави. Ваквите страхувања се зголемија откако американскиот председател Доналд Трамп ја предупреди Северна Кореја дека ќе се соочи со оган и гнев доколку продолжи да им се заканува на Соединетите држави.